кога се носеше законот во 2010 година, беше формирана работна група од повеќе невладини организации, дури како мрежа функционираше, верувам и денес функционира, со назив Македонија без дискриминација. Откако се случи тоа што се случи, односно откако предлагачот на законот, Министерството за труд и социјална политика ја избриша сексуалната ориентација и родовиот идентитет, неколку организации во рамки на оваа мрежа се побунија, побара тоа да биде ревидирано и истото да не биде поддржано од работната група, односно од мрежата. За жал, пред 4 години не постоеше таква солидарност. И се случи тоа што сите најмалку сакавме да се случи, односно оние организации кои што силно лобираа за внесување на овие основи ја напуштија мрежата, а останатите го поддржаа законот во оваа форма. 4 години подоцна ние имаме за прв пат во однос на овој закон фронт кој што е поддржан од над 40 организации и што е многу интересно, дел од овие организации беа дели од мрежата Македонија без дискриминација, кои што сега нотираат дека сепак овој пат ќе дадат поддршка и ќе побараат измени и дополнувања на овој закон.